ЖВК Кочани е на чекор до обезбедувањето виза за финалето од женскиот фудбалски куп на Македонија. И пред првиот надпревар од двомечот, Кочанкија има фаворитската улога, што сега е поизразена по поволниот резултат за кој се изборија избраничките на Оливер Јовановски во Велес, каде го декласираа домакинот борец со 0:8. Сезонскиот топ голгетер Салихи постигна 4 гола, Спировска 2, а Кокаловска и Миленковска фишаа по 1 погодок. Реваншот се игра в недела во Кочани. Вториот патник за финалето е веќе познат, тоа е екипата на Конзули од Битола, која во полуфиналето требаше да се сретне со победа, но Прилепскиот праволигаш го откажа учеството во купот, но и во лигата. Одиграно 23-тото коло во третата фудбалска лига Исток, во која Осогово забележа значајна гостинска победа. Здравие Радово, Осогово 0:1, Чешиново Баби 4:2, Слого 1934 Работник 3:1, Каменица Саса Карбинци 3:1, Брегалница Голак Рудар 6:0 и Тракања Јака 0:0 са резултатите од останатите надпревари. Надпреварот помеѓу Астибо и Беласица не беше одигран поради лоши услови за игра на теренот во Штип. Борачите на Спартак имаат достојно представување на државното првенство за јуниори. Првенството се одржа во Радовиш во спортската сала 25 мај во техничка организација на Федерацијата на боречки спортови на Македонија, а во соорганизација со борешкиот клуб Бушим од Радовиш. Првенството беше наменето за борачи родени 1994, 95, 96 и 97 година. На државното првенство се одржаа борби во 8 категории, 46 до 50 кг, 55, 60, 66, 74, 84, 96 и 120 кг. Боречкиот клуб Спартак во Радовиш отпатува со тројца борачи: Иван Јанев и Глигор Анев во категорија до 60 кг и Бојан Симеонов до 66 кг, предводени од тренерот Зоран Митев. Јанев го освои третото место, додека Анев и Симеонов беа четврто пласирани. На 24 мај Спартак ќе учествува на државното првенство во сениорска конкуренција. Во единствениот кошаркаски надпревар што се одигра викендов во Кочани, односно во спортската сала во основното училиште Никола Карев, Баскет Дино во рамки на М18 лигата го совлада Куманово со резултат 67:56. До крајот на сезоната остануваат да се одиграат уште 2 кола. Во предпоследното кошаркарите на Сашко Лазаров гостуваат во Струмица против истоимената екипа.